Денеска пиеме празнично новогодишно кафе со двајца млади и талентирани луѓе и двајцата докажани во своите професии. Таа е одлична во актерството, но покрај тоа одлично и пее, а тој е вистински виртуоз на хармоника. Она што ја одбележа крајот на 2024 година е нивната заедничка соработка. Утринава сум заедно со Јана Стојановски и Мишел Трајковски. Здраво на двајцата. Здраво, ви благодариме на поканата. Здраво. Еве, поминаа празниците, за вас крајот на 2024 измина во работна атмосфера, многу активности, многу настапи и секој посебно во својата бранша, но она што нас не интересира и заедничките проекти кои што во последно време некако ве окупира и двајцата. Не знам кој ќе почне прв, но ајде како всушност дојде до соработката и до таа иницијатива заедно да соработувате и да се надополните и во овој музички дел. 2018 беше, ми се јави Огнен Шапковски и ме покани да бидам дел од спот на некој млад музичар. Викам, добра, ајде, супер, прати ми песната да ја слушнам. Кога ја слушнав? Песната се одушеви, беше Тарантино джез. Викам, ајде, одмак, рачунај ме, доаѓам. Таму се запознавме, меѓутоа живот и повторно се среќаваме. Во меѓувреме јас предизвици лекции таму натаму и така натаму одлучи во меѓувреме дека сакам да имам джипси бенд. И како се склопот на околности така се намести работите да се сретнеме во емисија кај Жаре Бербер Галама. 11 март 2024 и таму некако тенденциозно одлучив дека песните што ќе ги пеам ќе бидат стари ромски песни, за да ме слушне дека пошто знаем ова се глумава, окей, ама знаев дека не знае како пеам и многу беше битно да се слушнеме тука, за после тоа да можам да предложам да направиме еден заеднички бенд. Мишел, како ти реагираше на ова желба на Јане и на низината иницијатива? Очекуваше ли дека некогаш вакво нешто ќе се случи? Искрено не очекував. Првенствено во таа 2018 година знаев дека во мојот видеозапис ја имам најпопуларната актерка во тоа време со една од најдобрите улоги во Сенки над Балканот и ми беше особено драго и секаде се фалев дека еве да видите мене кој ми глуми во мојот видеоспот. А дека ќе соработуваме на ваков начин никогаш не помислив на тоа и никогаш не помислив дека Јана ќе ме натера да пеам во некоја песна. Јас обично без хармоника не излегувам од дома и ми е многу драго што еве почнав вака со мобилниот телефон и со клучот од кола почнав да доаѓам по емисии. Ми е многу драго што не мора да ја влечам хармониката со мене и така. А за тој ромски фазон не знаев, ме изненади токму во емисијата тој ден и прекрасен момент, нов предизвик за мене, нов предизвик за целата екипа која стои позади нас и се надевам дека добро ќе го пласираме тој проект во 2025 година. И како течеше понатаму соработката? Кои беа првите луѓе на кои што им се обративте, кои што ја прифатија таа ваша идеја и со кои што всушност тргна целава работа? Па вака го имаме Баки, Хилми Баки, тој е нашиот најдобар виолинист и никако не го менјаме. Го имаме Таше, го имаме Мики, го имаме Никола, Пате, имаме целата екипа и тоа ни е првенствено тимот и се надеваме дека ќе го прошириме. Ќе има многу новости во тој состав. Нема да биде само состав од инструментални изведувачи, ќе има танчери, ќе има многу нешта во него. Дефинитивно. Јана, што значи за тебе се тоа? Остварување на уште еден твој сон, на уште една твоја желба, на уште една амбиција? Значи, идејата беше да направиме обична свирка тезга, туку да направиме сериозна концертна представа, во која што, како што кажа, ќе имаме танчери, ќе има кореографија договорена, ќе има договорено светло, тоа е крајната цел, и во која што ќе треба и музичарите да танцуваат, да играат па нешто. Сега, кога зборувавме за идеи и концепти, тоа беше така едно
громовито разменување на идеи и концепти. Одлучивме и двајцата дека е добра идеја да седнеме и да направиме една песна авторска која што ќе биде пробивна за бендот, ќе биде наша. И добра, ајде седнавме. Мишел се разбира музика и јас знам да напишам музика, меѓутоа тука не се закачам. Вика, знаеш ли да направиш текст? Викам, како не знам да направам текст? Седнав јас, веднаш направив еден текст. Он скокна, веднаш направи една музика. Викам, види како е брз, одлична. Меѓутоа, ајде после ќе кажам, значи втората песна после неколку дена, втор текст, втора пак седна направи музика. И одеднаш за месец дена ние двајца имавме 8-9 авторски песни. Сега интересниот дел беше ме праша во еден ме вика зошто вика ги пишуваш во машки род песни? Викам па не знам, викам така ми доаѓа. Вика па треба ги пееш. Викам зашто ја? Викам и ти ќе пееш? Каде бе? Како јас да пеам? Ќе пееш, не пеам, ќе пееш, не пеам, ќе пееш, не пеам, затоа што кога ги пишувавме песните чув како пее. Пее фантастично. И победив на крај. Да пее и сега пее. Идејата е интересното е дека кога се споивме креативно, почна да излегуваат песни кои што најмногу наликуваат на стари евергрини. Првата песна искочи, првата песна е Весникот, каде што е воедно и автор на текстот Мишел. Понатаму ќе се измешаат сега. Идејата ми е тие 9 песни сингл по сингл во еден момент после година и пол две, здравје Боже како ќе течат работите, да ги врземе во еден мюзикл кој што ќе биде сериозен театарски мюзикл со сврзано драматуршко ткиво и на градот Скопје да му подариме еден понов мюзикл за старото време. И сега, она што е интересно, дека имавте заеднички настап и надвор од Македонија, значи во Белград. Ова прашање повторно до Јана ќе го упатам, бидејќи таа е главниот иницијатор. Јана, што се случуваше всушност во Белград? Каков настан беше ова на кој што Мишел се појави заедно со тебе? Во Белград, околу Нова година, се случува еден прекрасен настан. Всушност представа која се игра неколку дена поред, се вика Брод плови за Београд и се одржува во култниот театар Ателие 212. Јас сум таму редовен гостин веќе 4 години, ова ми е 4-та година, а во тој театар беше воедно и последната представа на татко ми. И таму одлично го познаваат, беше така, подомакинат. И сега година го поканив Мишел да биде мој гостин таму. Мислам, очекувано ги одушеви сите. Ја изведовме Со маки сум се родил јас, која што е спора песна, меѓутоа директорот ја разигра така да стана пола сала танцуваше и така беше. Многу ми беше чест да можам да го однесам на гости. Она што е исто едно убаво заокружување на претходната 2024 година беше една прекрасна песна, инспирирана и наменета за дечињата кои што се штитеници од СОС детско село. Мишел, како всушност се роди желбата да се направи токму една ваква убава, весела композиција која што им ги разубави празниците не само на дечињата, туку и на нас возрастните? Токму така, тоа беше еден многу интересен момент за време на пробите со Јана, додека ги создававме сите овие песни од Forever Green проектот, ми стигна на мејл една честитка роденденска, која гласеше средње роденен Мишел ви посакува СОС детско село. И особено ми беше драга. Тоа ми беше една од посебните честитки за мојот роденден, а ние во моментот создававме една песна која беше дурска песна. Во кратки црти да објаснам, Јана особено
ги сака оние молски песни и оваа турска песна беше малку по-така разиграна и весела. И ја уште тогаш напомена, ако е турска и весела песна, некако ја гледам како песничка за хор, викам за Златно Славејче или нешто. Па не знам. И во моментот ја добивам пораката од СОС Детско село, кај што викам Јана, па еви ги дечињата. Значи оваа песничка ќе биде најверојатно за нив, но ајде да исконтактирам со СОС да направиме еден состанок. Им се заблагодарив за честитката. Добивме покана да присуствуваме на еден состанок заедно со целиот тим, но пред да ја понудиме таа песничка, понудивме да направиме една дружба со дечињата и да видиме можеби има некое талентирано детенце кое сака да свири можеби хармоника, можеби пијано, а можеби сака да пее или има актерски способности, па ќе биде тоа нека компилација, микс од актерско-музичко драмска секција, ајде да ја наречеме. И да пеат во песната. Да пеат во песната. Токму така. И дојдовме до моментот дека покрај тие дружби кои ќе ги имаме ние во некои од нивните локации каде што живеат, дека ќе направиме една песничка. Заедно со целиот наш тим, значи поканивме гости, тука се ДНК, Игор Џамбазов, тука е Дзов, Дамјан Стојановски, тука е Маја, Ана, Стефан и сите, Александар и Дац, и поздрав до целата екипа која ни помогнаа сите заедно да направиме едно топло видео пред новогодишно видео кое верувам дека веќе им се допаѓа на гледачите, на слушателите и дека уживаат. За нас е тоа една прекрасна соработка, големо искуство да се биде дел од СОС организацијата и им благодарам уште еднаш што со нивната честитка ете придонесоа да сите заедно создадеме еден преубав проект. Секоја чест за вас двајцата и за целиот тим што ве поддржа во идејата еве да се реализира и таа убава песна на која што и се радуваме буквално сите и која што верувам уште долго ќе се слуша. И за крај ми останува само да ви посакам и на двајцата да имате исклучително плодна соработка, да имате успешна 2025 година, што почесто да ве гледаме, да ве слушаме затоа што очигледно носите голем талент и потенцијал, а нема ништо побаво кога истите може нели да се реализираат на општо задоволство на сите нас. Фала ви. Ви благодариме уште еднаш на поканата и се гледаме за кратко време со втората наша песна од проектот Forever Green. Фала. Фала на вас. Секое лето во сонце будам, таму си ти тебе те чувам.